14 јуни 2014 година, почитувани гледачи, термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Владата распиша мега оглас за 379 раководни позиции. Владата распиша мега оглас за ангажирање на околу 379 лица за раководни позиции во државната управа и за членови во управните и надзорните одбори. Огласот, кој веќе е објавен во дневните вестници, ќе трае до 30 јуни, се однесува за 159 раководни позиции во државната управа, меѓу кои 5 амбасадорски места, 8 воени аташеа, 15 позиции на државни секретари во министерствата, над 20 директорски места на централни и државни органи, како и 20 на позиции на директори на научни установи. Распишан е и оглас за над 220 членови на управни и надзорни одбори. Ова е најголем оглас кој било кога е распишан за обезбедување на интерес на лица за ангажирање на раководни позиции. Огласот не е законска обврска на владата, но нашата цел е да обезбедиме една мобилизација која ќе резултира со нов капацитет што ќе биде внесен од страна на лицата кои ќе се пријават и кои ќе имаат можност да раководат со определени институции, истакна портпаролот на владата Александар Ѓорѓиев. При изборот на кандидатите нема да има никаков вид на протекционизам. Сите кандидати ќе имаат еднакви шанси. Сите лица кои ќе се обидат да вршат влијание кој ќе води до некаков протекционизам нема да бидат толерирани и тоа ќе се смета за негативна карактеристика. Наша цел е да се ангажираат лица врз основа на нивните знаења и професионалното искуство, додаде Ѓорѓиев. Огласот се однесува за позиции кои веќе се испразнети и за места чиј мандат на сегашните раководни лица истекува во текот на годинава или на следните 2 години. Подетални информации за аплицирањето на огласот може да се најдат на веб страницата на владата на Република Македонија. Општинската организација на Црвен крст Кавадарци денеска на Моклишкиот манастир Свети Никола заедно со крводарителите од Тиквешијата со дружба и забава го одбележа 14 јуни, светскиот ден на крводарителството. Со песна и оро се дружеа и младите и старите. Председателот на Кавадаречкиот Црвен крст Димитар Каракулев потврдува дека Кавадарци има крводарители. Оваа година, 2014, сакавме на еден посебен начин да го обележиме овој светски ден на крводарителството, 14 јуни, и преку медиумите, преку социјалните мрежи упативме повик до сите крводарители и оние кои што дарували 2 пати, 5 пати и 105 пати крв, значи отворен повик до сите нив, до нивните потесни семејства, да присуствуваат на една отворена заедничка средба на манастирот Свети Никола Моклиште, каде што приредуваме една мала забава и еден скромен ручек за сите кои што ќе бидат присутни денес овде. Очекуваме 200 до 300 луѓе, бројката веќе е тука некаде, значи во текот на денот, додека трае ова манифестација, значи очекуваме овој број да биде уште поголем. Кавадарци има крводарители, нивниот број е навистина доста голем и по бројот на крводарувања ќе спомнеме дека според бројот на проценти 3% од вкупното население за општините Кавадарци и Росума, значи Црвениот крст заедно со службата за трансфузиологија секоја година потребно е според тој годишен план за сите општини да собере некаде околу 1180 крвни единици. Ние тоа заедно го организираме и го правиме доста успешно. Значи редовно имаме по 1800 е планот, имаме по 2700-2800 крвни единици, значи редовно го надфрлуваме и спаѓаме во 5-6 најуспешни општински организации на ниво на Црвен крст на Македонија. Речи се на половина сме од оваа година, како досега стои бројката кај крводарителство? Значи бројката е надмината 1000 крвни единици, што значи во првите 6 месеци веќе имаме надфрлено она што значи повеќе од половина, значи остануваат уште околу 700 крвни единици, тој план да биде реализиран. Знаеме дека на есен имаме крводарителски акции во средните училишта, 3 средни училишта во Кавадарци. Потоа во текот на летниот период имаме исто така крводарителски акции и во неколку компании, приватни компании на есен. Така што очекуваме оваа бројка повторно да биде надфрлена, значи можеби скоро дупло повеќе. Покрај оние стандардни крводарители, бележили Кавадаречкиот Црвен крст луѓе кои што на секој акција за прв пат имаат желба да даруваат крв? Секоја година имаме нови крводарители, посебно од редот на средношколците, значи со наполнување на 18 години, имаат право, се стекнуваат со право да даруваат крв доколку се здрави и способни сакаат да даруваат крв.
Значи секоја година од редот на средношколците имаме нови крводарители, а имаме и наши луѓе крводарители кои што ги прачаме на посебни обуки, семинари за мотивација на крводарителите, кои што по враќање од таквата обука вршат дисеминација за крводарителство, со тоа што значи на некој начин вклучуваат нови членови, нови крводарители, и можам да кажам дека ние може да се гордееме, бидејќи кога имало потреба за некое лице, значи потребно да се најде некоја крвна група, значи веднаш по тој повик, дали преку социјалните мрежи, преку медиумите или по нивно телефонско известување, затоа што имаме база на податоци од крводарители во Црвениот крст, значи веднаш брзо се собираат крвни единици колку што е потребно за некое лекување или за операција на некое лице од нашата општина. Како председател на Општинската организација на Црвен крст Кавадарци, запознати ли сте колку се испочитуваат оние бенефиции кои што од државата ги уживаат крводарители? Значи, овие бенефиции се почитуваат, можам да кажам, само од државните институции. На ниво на држава, на Црвен крст на Македонија се прават напори тоа да се направи со приватните ординации, али сега за сега тоа се почитува само во државните институции, така што за оние крводарители кои што дарувале 10 пати и повеќе, значи ослободени се од болничко лекување, од операции, од рентген снимки, од лабораториски испитувања, значи комплетно ослободување од давање на паричен надоместок. Ви благодарам и вам и уште еднаш од моје име и од името на Црвениот крст Кавадарци, на сите крводарители, како во нашите две општини Кавадарци и Росоман, така и широ Македонија, им го честитам овој ден, 14 јуни, светски ден на крводарителството, им посакувам добро здравје и долга старост. 71 година од стрелањето на 12 ваташки младенци ќе биде одбележана во понеделник. Локалната самоуправа се вклучи во одбележувањето на оваа годишнина. Во понеделник на 16 јуни се навршуваат 71 година од зверското убиство на 12 ваташки младенци во 1943 година од страна на бугарскиот фашистички окупатор. Свеченоста на платото пред споменикот во Моклиште започнува во 11 часот со положување на цвеќе во спомен на жртвите. Пред присутните за настанот од 1943 ќе говори професорот по историја Мики Камчевски, а ќе се обрати и градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Потоа е предвидена културно-уметничка програма во која ќе настапат ученици од училиштето во Ваташа, пеачката група при Сдруженијето на пензионерите, културно-уметничкото друштво Васил Хаџиманов и пеачка група од Кочани. Во долгата и тешка историја на македонскиот народ, многу настани останаа длабоко врежани во свеста и паметењето на луѓето и долга низа години ќе се пренесуваат од генерација на генерација. Такви настани никогаш не можат да бидат избришани од меморијата на народот од овој крај, меѓу нив без друго е стрелањето на 12 ваташки младенци. Ова тиквешко село со право може да се нарече културен и револуционерен центар на тиквешијата, бидејќи даде плејада преродбеници, просветители, револуционери, како од постарата, така и од поновата историја на овој крај, рече Петре Камчевски, историчар и директор на Музеј галерија Кавадарци. Тој нагласува дека ваташките младенци ги положија своите животи за слободата за која мечтаеле во своите слободарски визии, а злочинот направен врз нив е истовремено и злочин врз човештвото и злочин спрема младоста и младешките идеали. Синоќа во Велес свечено беа отворени 51-вите рацинови средби. Со низа настани низ градот се одбележуваше делото на големиот поет и револуционер. Поетската манифестација завршува вечерва. Годинешниве рацинови средби се одбележуваат во знакот на 75 годишнината од издавањето на стихозбирката Бели мугри. Сликата од одбележувањето во родниот град на поетот ни ја пренесува нашиот дописник Зоран Јаневски. Збирката Бели мугри е врвен дострел на рациновото творештво. Таа го отвори патот на современата македонска литература. Синоќа во Велес свечено беа отворени 51-вите рацинови средби. Годинава се одбележуваат во знакот на 75 годишнината од издавањето на Бели мугри. Насловот на стихозбирката е символичен. Пејсаж кој е посакуван од работниците, аргатите и сите експлоатирани луѓе. Зашто како што пее Рацин, има в темината нешто живо пак да свети. Има болка на душата, има души наранети. Болка боли, болка гори, болка пече, душа мори.
а болката кога свети, тешко, тешко, тешко клети. На отворањето на годинешните Рацинови средби им претходеа низа настани. Во текот на денот се промовираше електронска едиција на сите добитници на наградата Рациново признание. Во попладневните часови, пак на различни локации во градот, се одржуваше процесија за Рацин. Таа заврши во Младинскиот парк, каде свечено се отвори поетската манифестација. 51-вите Рацинови средби беа предизвик за сите нас како велешани, но и за организациониот одбор, да ги направиме поинакви од досегашните, да дадеме нешто ново, да им дадеме нова димензија и да ги доближиме пред се за оние за кои што се наменети оваа година, за младите. А интересот што го покажаа младите ни дава дополнителна сигурност дека Рацин ќе живее уште многу генерации. Во името на градот на Рацин, чест ми е што можам да ги поздравам нашите пријатели од Република Хрватска, на кои им ја посветуваме оваа вечер. Затоа што врските што ги создаде Рацин со оваа земја од ден на ден стануваа се посврсни. Синоќа се доделија и наградите од годинешната поетска манифестација. Паскал Гилевски го доби Рациновото признание, додека почесното и припадна на Тања Ступар за ширење на македонскиот јазик во Босна и Херцеговина. Овој роман е еден вид реквием за моите родители. Од Костурското село сетома кои големата драма на граѓанската војна во Грција заедно со илјадници други истосудбеници сурово ги откорна од древните дедовски огништа, од нивните скромни нивички и од своите најблиски. И цели 40 години на растојани од само 200 километри не можеле, или поточно речено, не им било дозволено од грчките власти да си го видат родниот крај. Во иднина ќе настојувам врската меѓу Македонија и Босна и Херцеговина да биде уште подлабока, поголема и подобра. Мислам дека поезијата е најубавиот начин да се поврземе и на најубавиот начин да разговараме едни со други. 51-то издание на Рациновите средби завршува вечерва со проекција на филмот Елегија за тебе од Данчо Стевков и Васил Зафирчев. Играно документарниот филм ќе се прикажува во Младинскиот парк. Уличните забавувачи во рамките на Баскерфест синоќа ги забавуваа кавадарчани на градскиот плоштад. Синоќа на градскиот плоштад во 19 часот, кога и беше најавен почетокот на Баскерфест, не се случува ништо. Збунетите граѓани не гледаат ни трага од улична забава, освен промоцијата на пијалоците на Пепси. Но за среќа, 20 на минути подоцна на градскиот плоштад се паркира голем автобус со напис "Забавата може да почне". И навистина артистите, акробатите, музичарите и танцувачите приредија невидено шоу кое траеше и по 22 часот, иако во неколку наврати дождо се закануваше да и наштети на оваа улична забава. Доживувањето беше навистина одлично, а кавадарчани за момент можеа да го почувствуваат духот на големите метрополи, каде уличната забава на најфреквентните улици нивно секојдневие. Како што беше и најавено, имавме можност да видиме повеќе групи забавувачи, тоа од Србија, Аргентина, Бразил, Колумбија, Германија, Нигерија, Шпанија, Грција и Бугарија. Овој несекојдневен одбир на уметници од целиот свет, чии заеднички именител е желбата да се предизвика насмевка и кај публиката за уличното шоу почна да се подготвува, облекува и шминка на самиот плоштад, давајќи им ја можноста на наблюдувачите да го почувствуваат театарот под отворено небо. Еве неколку нивни изјави за вестите на КТВ. Јас сум комачар од Скопје, да. Па сега Зошто го одбравте толку отворениот театар, овој уличен театар? Па уличен театар ја работам од 88 година. Из цела Европа, исто вака по баскетфести, по улици, секден. Да. Највише во Виена со Латина, ама вака по баскетфести. Зошто? Која е магијата? Зошто токму под отворено небо? Па за деца да видат народот Југ Македонија, како што има во светот, сегде улични свирачи, ту свирам и марионети, кукли на конци, што се. А сега со балони почнав сега пред 3-4 години да работам. Во што е разликата од оној театар што е во театрите, во институција, во зграда, отколку од овој? Која е магијата? Зошто е толку попривлечен? Па овде
тамо, не знам сега да ви кажам зашто е тамо поприближ, само јас одака со... А зашто овде поприближ? Па овде поприближ со деца, може контакт блиску да биде со деца, да работиш она, за Се тоа. разликували публиката? Рековте дека сте во Виена, еве сега сте во Македонија, ни сите градови. Па не се исто, сегде ти приоѓаат деца, сегде купуваат балони, правиш балони. Сите те исто гледат, реагираат? Сите исто реагираат. Деца се деца, по целиот свет сите се исти деца. Да. Да. Добро, вашето име? Јас сум Спасе Блажет, Чарли Хлобнат, иначе од Скопје. Како се чувствувате во Кавадар? Многу убаво, јас прв пат се наоѓам во Кавадарци. Прв пат го запознавам градов, ќе се запознаеме и со луѓето. Сега ги припремам прво учесниците. Ова ни е колега дојден од Србија, Немања. Јас сум од Скопје, Билјана, он е Немања. Ќе го спремам за неговите точки. Ќе работи на штрули, ќе жонглира. А јас ќе работам со дечињата фейспейтинг и ќе правам балончиња. Ето е. Зошто одбравте токму уличен театар? Кој е привлеченоста? Па, Зошто не оној друг театар, што е во театрите? поинтересно е запознаваме повеќе врсти на луѓе, значи повеќе карактери. Со секакви дечиња се запознаваме, не можеме секаде да запознаеме различни типови на луѓе и на деца, а оваа работа е најинтересна затоа што работиме со дечиња. И не знам, тоа е тоа. Патуваме секаде по светот, поинтересно ни е и тоа е тоа. Не сме значи на едно место, поинтересно е да Дали патуваме. има разлика во реакциите на улица? Секаде е убаво, весело, секаде се луѓето среќни кога ќе видат насмеани лица, нацртани. Сите се околу нас, колку они ги гледаме дека се весели, радосни очиња на децата, толку и ние сме посреќни, затоа што некого сме развеселили. Тоа е тоа. Немање, дали сте прв пат во Македонија или Не, трети, четврти пут. И какво е доживувањето во Македонија? Супер. Супер. Да, одлично. Зошто се определивте за уличен театар? Затоа што е најлепше од свих. Да, Убедливо најлепше, најслободни. најслободно. И дава слобода, да се целосно. Дали вашите точки се секаде исти? Не, сваки пат е другачие. Да. Бар мало. Да. Дали има публиката влијание во тоа каква ќе бидете, каква ќе биде вашата? Дали Да, наравно. Супер е. Углавном е одлично утиск. Зависи од нашег расположења такоđe. Овој пут и болje. Прошле године сме радили такоđe fire show. Да, мислите дека е подобра организацијата ова? И е болje, многу болje. Првото дружење со публиката на плоштадот го направи групата Барбароса, за кој дознавме дека се од Романија. Беше прекрасно да се гледа како нивната музика натапани се измеша и сплоти со 7/8-скиот такт од Македонија, кога присутниот од публиката им се приклучи. Сите заедно пееа како Барбароса ја сака Македонија и Македонија ја сака Барбароса, што представуваше кулминација во непосредната интеракција со публиката. Се редеа и други настапи, циркуски гимнастичари, играчи со оган, луѓе статуи и неверојатни виртуози на брейк танчери. Она што пленеше, верувам, кај сите во публиката беше одличниот квалитет во сите понудени дисциплини на улична забава. Овие влюбеници во слободата и забавата под отворено небо од срце ја покажаа својата умешност, талент и вештина. Добро е да подсетиме дека под покровителство на локалната самоуправа Баскерфест ке гостува и вечерва со почеток во 19 часот на градскиот плоштад. Најавени се настапи на уште 8 нови групи, тоа од Шпанија, Соединетите Американски држави, Италија, Бугарија, Романија и Македонија. Па кавадарчани ке можат да уживаат во вештините на брейкденсерите, бразилската самба, фламенгото, циркуските вештини, спретно балансирање по огради и ѕидови, додека за немладите ке има уметник кој ќе им ги наслика лицата во навивачки бои. Доколку ја пропуштивте синоќешната улична забава, потрудете се тоа да не се случи и ова вечер. Поставени нови реквизити на детското игралиште кај музејот во Неготино. За создавање на што поголем број качиња за најмладите од општината и населените места, општина Неготино постави нови детски реквизити на детското игралиште во близина на градскиот музеј во Неготино. Покрај оваа локација слични реквизити беа поставени на уште две локации, и тоа на градскиот плоштад во Неготино, како и на детскиот парк во населбата Саат Кула. Посетеноста од страна на младите говори дека станува збор за проект во кој во потполност се оправдуваат вложените средства од страна на локалната самоуправа. Меѓу другото, поставени
Представени се и клупи, масички, нишалки со 2 седишта, лулашка со седиште, справа за одење со раце и многу други реквизити кои на најмладите им овозможуваат забава. Повозрастните посетители истакнуваат дека ваквите пријатни и безбедни катчиња представуваат одлични места каде што сите заедно можат во пријатна и релаксирана атмосфера да поминуваат дел од слободното време. Кемпси Амонс, нови аквизиции на фени индустрија. Откако со подпишувањето на договорите со тренерот Љупчо Малинков и капитенот Горан Самарџиев ги поставија темелите на новиот фени кој треба да го врати поранешниот македонски шампион во врвот на македонската кошарка, челниците на Кавадаречкиот кошаркарски клуб продолжуваат со интензивниот летен шопинг. А најновата аквизација на тимот од Кавадарци е младото американско дуо Адам Кемп и Михаел Амонс, од кој се очекува да бидат вистинските решенија сезонава на центарската, односно бековската позиција. Амонс, кој уште пред еден месец беше поврзан со тимот на Фен Индустри, конечно е дел од ростерот на Малинков. Се работи за 22 годишен бек, кој минатата сезона во дресот на Јужна Алабама ја заврши со просек од 9,3 коша по надпревар. Заедно со него доаѓа и 208 сантиметри високиот Адам Кемп. Високиот американец доаѓа од коледжот Марист, тим во кој сезонава забележа просечен учинок од 10,14 поени и 7,56 скока по надпревар. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Попладне ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално во форма на невреме со појава на град и електрични празнења, особено во југоисточните делови. Температурата до 29 степени, УВ индексот 6. Толку во саботното издание на вестите. Почитувани гледачи, имајте пријатен викенд со нашата програма.